Почитувани, се потврди се она што СДСМ го говореше и за што предупредуваше. За жал, на директна штета на стандардот на граѓаните. Мерката на Мицкоски не даде ефект. Само еден ден по пресконференцијата на Мицкоски има ново покачување на цената на дизелот, кој сега изнесува 95,5 денари за литар. Мицкоски е дилетант кој нема капацитет да ја води владата. Или ова го прави намерно заради заштита на приватни бизниси. Или можеби и едното и другото. Проблемот за граѓаните е веќе тука. Активирана е спиралата на раст на цените на храната. Маслото за јадење е над 100 денари. Јајцата над 300 денари. Овошјето и зеленчукот над 100 денари за килограм. Месото е веќе покачено. Се е поскапено. Цените растат, а платите не мрдаат. Мицкоски одби да ја покачи минималната плата на 600 евра. Сега, ниту 600 евра плата нема да бидат доволни да се преживее месецот. Наместо мерки, Мицкоски прави дефокус. Дубај, зграда 42 спрата, Хариџиновиќ, Башановиќ, што ли се не измислија. Началникот лата се повторно во акција. Дефокус наместо леп. Граѓаните не можат да живеат од дефокус. Дефокусот не ги полни фрижидерите, не носи храна на масата, не носи пари во семејните буџети. Дури Мицкоски зборува дека граѓаните станале милионери и дека заштедиле 200.000 дневно, 1,5 милиони евра неделно. Замислете. Па граѓаните нека ги отворат своите паричници и нека ги пронајдат тие пари. Дали се внатре? Срамота е однесувањето на Мицкоски, почитувани. Тој се однесува како уредник на жолт печат со навреди и дефокус наместо со решенија. Мицкоски треба да престане да штити бизнис интереси и да ги прифати мерките на СДСМ. Намалување на ДДВ на горивата на 5%, намалување на акцизите за 4 денари, 0 ДДВ за основните прехрамбени производи, преполовување на патарините. Законите се поднесени, мерките се реални и издржани. Применете ги. Станува збор за најважното, за лебот, за джебот на народот, за тоа дали граѓаните ќе имаат храна да го преживеат месецот. Ви благодарам.